Повецене и негирање и исмејување на уфологијата, новиот шеф на Националната администрација за вселенски истражувања на Америка НАСА, Бил Нелсон, вели дека агенцијата официјално се приклучува на напорите за подобро разбирање на неидентификуваните летечки објекти. Нелсон вели дека познатите видеа од НЛО, снимени од воени пилоти, иницира нов бран интерес кај владата за темата која долго време се сметаше за табу. Само сакам да знаете дека она што го гледате на ТВ од неодамна на снимките на морнарицата, знаев за тоа во мојот поранешен капацитет, кога бев во Комитетот за разузнавање, кога бев во Комитетот за вооружените сили, рече Нелсон на пресконференција на 2 јуни, одржана во седиштето на НАСА во Вашингтон. Разговарав со тие пилоти и тие мислат дека сето тоа е вистинско. Тие дискусии, рече тој, го наведоа да свати дека е време НАСА да се вклучи. Американската војска официјално ги истражува неидентификуваните летечки објекти во рамките на специјалната единица UAPTF, која до крајот на јуни до Конгресот и Сенатот треба да достави извештај за се што научила за овие воздушни феномени. Но Америка не е единствената која што ги проучува. Од подамна се знае дека Франција, Белгија, Русија, Бразил, Чиле и Канада ги истражуваат овие неидентификувани воздушни феномени, а сега се знае и дека Кина го прави истото. Народно-ослободителната армија на Кина користи трислоен систем за истражување на неидентификувани настани во воздухот, како што ги нарекуваат сега, што е слично на терминот што го употребува американската војска Unidentified Aerial Phenomena. Истражувањето за НЛО на Кина се заснова на извештаи од воени радарски станици, воени пилоти, полициски метеоролошки станици и обсерваторијата на Кинеската академија на науките. Војската обработува информации од овие извори кои се зачувани во национална база на податоци. Потоа се преминува и на анализа на овие податоци. Анализата одредува степен на закана за се што е забележано врз основа на однесувањето на објектот, физичките карактеристики и сите други релевантни варијабли. South China Morning Post пишува дека кинеските аналитичари биле преплавени во последните неколку години со голем број извештаи за неидентификувани летечки објекти од воени и цивилни извори, поради што работната група за НЛО се потпрела на вештачка интелигенција со цел да ги сортира податоците. Многу извештаи на крајот се припишуваат на природни феномени, но има и неидентификувани. Неидентификуваните летечки објекти во кинескиот воздушен простор се вели дека можеби потекнуваат и од луѓе. Зголемената популарност на беспилотните летала, како и зголемувањето на воената активност во Јужното Кинеско море, исто така може да објасни дел од овој огромен број на извештаи за НЛО во Кина. Единствениот официјално потврден случај за средба со НЛО во Кина се случи во 98-та, кога два воени авиони пресретнаа нисколетечки објект што се појави над воздушната база во Канжу. Објектот бил опишан како печурка со златни нозе, од чии долни страни зрачела светлина. Објектот развил голема брзина пред да исчезне од радарите, се вели во извештајот објавен во службените весници. Сега и Кина пополека се вклучува во НЛО ренесансата, која што се случува во моментов, со што сега веќе се знае дека сите големи светски воени сили го истражуваат овој феномен.